Се помалку се чувствува новогодишната еуфорија помеѓу Велешени. На 10 на ден од испраќањето на 2014 и дочекувањето на новата година, ги запрашавме случајните минувачи каква е моменталната празнична атмосфера во градот и дали воопшто ја има. Стасува и честитките кои го чекавме поштарот, тоа го нема. Што мислите, зашто е, која е причината? Тоа се телефоните, интернетот, SMS пораки. Јас лично не ја чувствувам. Мислам дека и општиот впечаток е таков, дека нема така некоја еуфорија како изминатите години. Мислам дека од година во година е се помало тоа возбудување околу празниците. Па еве гледате самите. Народот немоќење, ништо не се случува. Купувате ли можеби честитки или поклони за блиските за нова година? Абе тоа живаме, редовно си живаме и поклонуваме, ама ние што сме пензионери, а иначе вработени, не знам како е. Новогодишната атмосфера веќе се чувствува, значи по украсеноста на градот. Навистина е одлично украсено. До сега мислам дека оваа година најмногу е украсено од претходните. Секоја чест за луѓето што го направи ова, нели, за градот. Се помал е бројот и на новогодишни штандови во самиот центар на градот, каде во изминатите години можеа да се видат разновидни празнични украси и честитки. За жал, сограѓаните позади новогодишните штандови не сакаат да зборуваат пред камерата на Велес ТВ онлайн, а случајно анкетираните граѓани пак имаат своји видувања зошто интересот за овие штандови е се помал. Па финансиски. Секој со финансисите малку се... Тоа е најмногу финансиите. Нема примање, сега не им дозволуваат, плюс тука ги ограничуваат за продавање, превисоко им се цените за баждарина, ете тоа е. Ако тргнам лично од себе, едно е поради обврски. Значи почнува таков еден живот се на темпо кој што ни наметнува повеќе да мислиме на работата и на обврските, се помалку останува слободно време, а не знам за другите граѓани. Па можеби поради финансиската криза. Ја мислам дека е тоа најголемата причина, затоа се надевам дека следната година би требало да има повеќе, сега нормално се надевам. Купувате ли за најблиските новогодишни поклони или честитки и слични? Па се разбира, да кажам, честитките се помалку и помалку се сега застапени, затоа што повеќе одиме на формата во електронска форма, нели? Ги испраќаме честитките, така да поклони се купуваат нормално за домашните и за најблиските. Па во градот мислам оти нема ништо. Не знам зашто е така. Не знам. Престојните празници за најголем дел од граѓаните се период кој се користи за одмор и средби со најблиските. Во домашна атмосфера, тоа ни е една од ретките можности да искористиме некои од слободните денови за да се собереме сите заедно и да се видиме. Дома, во домашна. За кого купувате новогодишни честитки? За пријателите, за внучињата. Па дома со најблиските. Така, новогодишна атмосфера, многу, за кол како. Годинава нема да има организиран дочек на новата година на отворено. За време на празниците ќе има новогодишна сцена во Младинскиот парк.